تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر Еден верник динот треба да го земат ке него како начин на живот. Значи Куран и Суннет да биде негов закон. Да биде нешто каде тој ќе се враќа за сите негови потреби, за сите негови проблеми што му се случуваат секојдневно, да се врати, да види како го учи динот, како го учи Куран и Суннет за таа дотична работа. Значи да се научи да живеет Ислам 24 сатија. А обратно од ова не смејте еден верник да го земат на Ислам како хоби. Да го земат ја не како некоја рекреација, како некој одмор, како нешто за да се занимават ја. Зошто ако го земат вака како хоби, како нешто во што ќе троши слободно време, јани за да се исполнит, тоа значи хоби. Ако го земат вака, првото нешто поинтересно хоби од ова што ќе му дојде, тоа ќе го остави. Стотици пати случајно, илјадници, милиони пати случајно. Му се случило на многу луѓе ова. Го зеле динот како хоби, јани. Ако имам време, ако можам, јани. Ако сум слободен, јани. Нешто ситно да вложам во ова, јани. За разлика ако биде динот начин на живот, ти треба све што е во твоја можност да вложиш за теа нешто. Све што имаш ке тебе да вложиш за ова, зашто ова е твој начин на живот, јани. Овај ти е закон кој не смеш да го прекршиш. Ова е нешто што ти си му дал збор на Аллах, ја Аллах дека ќе го следам тие твои наредби, ќе ги избегнувам тие твои забрани. Денеска наредиле некоја маска да се носи, тој има джеб 24 сати, ако му негде зашкрипи, так е облеки. Го памтел овај закон, зашто имат казна, имат укубе. За сите казни од Аллах Джелешану, за сите престапи треба да имаме концентрација. Ако го направиме начин на живот, тога ќе имаме концентрација. А ако го направиме хоби динот, тога нема да имаме концентрација на некој. Гледај. Секоја една организација, секој едно друштво во дујна барат од нивните членови ажирност, барат активност, барат учество, барат влог од ниве. Секоја една организација, не знам, од тие партијски организација, не, еколошко друштво, рибарско друштво, ловџиско друштво, не знам ваква организација, сиве ојве барат многу труд од нивните членови. Види вакви организации некои невредне иш, барето, ако не си 3 пати присутен на нивни состанок, ти го губиш правото на членство. Ако не си ти присутен, го губиш. Ако не платиш членарина месечно или годишно, ти го губиш правото на членство. Не уживаш некои нивни предности што ги имате. А Динов што барат од нас, тие задачи, тие наредби, колку сме ние спремни, колку сме ние во можност да вложиме за овај дин. Те замисли секој еден сам, нека гледат на себе, колку вложи во овај ден, колку вложи во негово уживање, во негови страсти, во дујне, во негови други хоби што ги имат. Колку вложи во ними. Секој слободен момент го користи за негово хоби, за негова рекреација што имат. Треба да видите обратно, треба цело време да се користи за Ислам, за овај ден. Зашто ова е нешто што ти носи тебе добивка во дујна и во ахирет. Само ова. Ова ти носи спас на тебе во дујна и во ахирет. Друго ништо не ти носи спас тебе во дујна и во ахирет. Никакво друго хоби, никаков други стил на живеење не ти носи успех во дујна и во ахирет.
Денеска, нажалост, многу муслимани следат некои моди, некој бонтон, некои новитети, ани некои нешта. Ти имаш нешто што не му се губи модата, ти имаш суннет на пегамберот што и ден денеска цела улема, цела наука од дујна, улема од дујна, ги откриве тие вредности на тие суннети од пегамберот.